Слободата на мислење, слободата на изразување и правото на пристап до информации се основни човекови права. Европската унија ги смета овие права за камен темелник на демократијата. Слободата на изразување е клучен показател дали некоја земја е подготвена да стане дел од ЕУ. Обезбедувањето слобода на изразување и слобода на медиумите е еден од главните предизвици со кои се соочуваат земјите кандидати за пристап во ЕУ. Земјите каде нема слобода на изразување и каде нема слободен пристап до информации се земји без слободни медиуми и тие се далеко од европскиот пат. Зошто се важни слободата на медиумите, пристапот до информации и слободата на говорот? Ако живеете во држава каде медиумите не се слободни, многу потешко ќе дознаете за одредени коруптивни активности, недемократски постапки или злоупотреба на моќта. Без слободни медиуми, тешко дека граѓаните може да се изборат за други фундаментални права и слободи. Земјите од Западен Балкан и Турција се соочуваат со политичкото влијание врз медиумите, економски притисоци, но и разни форми на вознемирување, вклучително и насилство врз медиумските работници. Сето тоа ги влошува оценките за слобода на медиумите во регионот. За да се надмине оваа состојба потребни се коренити демократски реформи во политиката, правосудството и во медиумите. Европската унија го помага овој процес преку правна помош и насоки при изготвување на закони од медиумската сфера. ЕУ темелно ги следи јавните политики на земјите кандидати и потенцијалните кандидати и обезбедува финансиска поддршка преку ИПА програми. И ниту една земја не може да влезе во ЕУ без да го гарантира правото на слобода на изразување како основно човеково право. Европската комисија оцени дека Република Северна Македонија ја подобрила состојбата со слободата на медиумите и слободата на изразување. Затоа придонесе отворената политичка дебата, забраната за владини реклами во медиумите, критичкото известување и напорите за саморегулација на медиумите. Северна Македонија на патот кон ЕУ треба да го поддржи плурализмот во медиумите, истражувачкото новинарство, да го реформира јавниот сервис и да се бори со дезинформациите. Државите што го почитуваат правото на слобода за изразување имаат цврста заложба за демократија, добро владење и политичка одговорност. Европското семејство е семејство на демократски, но и на одговорни општества. Картата за влез во ова семејство е загарантирана кога земјата кандидат ќе изгради општество на слободни граѓани, слободни медиуми и општество со одговорна власт.